Љубодрак е село во општина Куманово кое се наоѓа на само 5 километри западно од градот и со него е поврзано со асфалтен пат. Во селото живее македонско и српско население. Го посетивме ова населено место со намера да дознаеме нешто повеќе за него и да видиме како живеат луѓето тука. Жетвата на јачмен туку што беше почната. Голем дел од луѓето беа на работа, некои ги извршуваа секојдневните домашни обврски, други вредно ја косеа пораснатата трева. Како настанало и како се развивало селото Љубодрак? Од каде потекнува неговото име? Какви се условите за живење во него? Дознавме од разговорот со Видан Стојковски, професор по историја и географија кој живее тука. Село Љубодрак се наоѓа на 5 километри западно од Куманово. Село уште малку, ќе наполни 100 години, или поточно е настанато во 1919 година по завршување на Првата светска војна. Ова е колонистичко село, кое Србите и за време на создавање на кралството СХС одлучил српскиот крал да формира едно колонистичко село токму на овој простор, за подоцна една година-две се формират и ново Силумино. Како настанало Љубодрак? Љубодрак настанало изведено од зборовите љубо и драга, тоа е некој војни старешина од Војводина, кој овдека бил за време на Првата светска војна, му се допаднале овие краишта и решил со сопругата да се насели овдека и да го формира селото. Од таму и доаѓа името на нашето село Љубодрак. Љубодрак е старо село, за нас, ние мислим дека е старо, но за споредба за другите села, едно од помлади села во Македонија, како што кажа пред малку, е колонистичко село, и во 2019 година ќе наполни во пролет точно 100 години од како е формиран. Точно прецизно да ви кажем каде се наоѓа. Се наоѓа на стариот пат помеѓу Куманово и Скопје, далечено западно од Куманово 5 км, 25 од Скопје, на просторот кој се вика селиште, Старо Џади и Бучук. Значи, 3 простори се населени, на кое се протега во должина од 2 км, значи исток-запад, е покрај самиот пат, но селото се простира и на оваа страна во неколку редови. Селото прво го населуваат колонисти, како што кажува, од Војводина, од Лика, од Херцеговина, Далмација. Најпознати семејства биле Брекичи, Голубови, Протичи. Еден од Протичите живел на овој простор овде, каде што се наоѓа основно училиште. Тука имал и формирана своја прва задруга, кој имал дури и 2 трактори. Во тоа време тоа било за прв пат луѓе да видат трактор, да оре ниви. Значи со машини обработувал, дао и на други услуги. Овде кај овие куќи што ги гледате, таа долната куќа, тука постоела една земјоделска банка, или аграрна банка како ја викале, за потекнување на земјоделие. Некаде во 1921 година се населуваат 18 семејства од другите краишта и на Србија, меѓу кои од Бела Паланка, Пирот,
Горња Пчиња, Радовница, Трговиште. 24 година се населуваат уште 20 семејства, меѓу кои денес и ден живеат. Тоа се од просторите на Трговиште, или Горња Пчиња, Радовница, Михайловичи, 5 куќи, Гроздановиќи, 4 куќи, Груиќи, 1 куќа. Од Бела Паланка се населуваат 2 семејства, а тоа се Ранđеловиќи и Јовановиќи, за да подосна, кога ќе започне Втора светска војна, во време на Втора светска војна, кога Македонија ќе се најде под бугарска окупација, бугарскиот режим тога ќе населува и други, меѓу кои доаѓаат од Паланка, од Кривопаланачките села, од Страцин, доаѓаат од Горња Пчиња, од Радовница, Трговиште, бидејќи тогаш во време на бугарската окупација овие краишта биле во голема Бугарија. Сите претходно што живееле овдека, што ги кажав, Голубовиќи, Протичи, Брекиќи и други, кои се наоѓале надвор од граници на голема Бугарија, тие биле принудени да се иселат, значи доаѓа оној процес на иселување и да заминат од овие простори. За време на Втора светска војна, од 41-а, па некаде до 44-та година додека бил бугарскиот режим, овдека се населуваат многу, меѓу кои и мој дедо се населил од Горња Пчиња, од Радовница, и другите доаѓаат, другите семејства меѓу кои још доаѓаат од Рамно, Мало Тино и другите краишта. Прва година Љубоврак броил 61 семејства. Денес Љубоврак брои 207 семејства. Значи имаме еден пораз на население, значи ова село нема миграција, нема иселување, туку на некоја година ќе дојде некој ќе се досели, па така скоро на секоја 4-5 години по некој од другите краиши ќе дојде да се населат. Имаме популација некаде околу 750 жители, различни по возраст. Селото се развива, гледате и сами забележувате, ќе поминете ни село, ќе гледате. Има околу 140 модерни современи куќи. Селото има услови да се развива, бидејќи е многу близко до градот, 5 километри, една приградска населба, на која само што и фалат. И фали водовод, канализација и улици. Мислам дека ќе дојде време кога и локалната и централна власт малку ќе се позамислат за да вложат малку средства, да го задржат ова население овдека, бидејќи овдека живее доста младо население, имаме образовано население, каде што имаме скоро секој има средно завршено, разни профили, но за жал голем дел од нив не се вработени. Имаме и со високо образовани, имаме излезени и лекари, и инженери, и пилоти, разни профили. Од ова село се излезени, се образовани, бидејќи овдека има традиција децата да одат да се образуваат. Ви кажам нешто, дека селото поседува некаде околу 600 хектари обработлива површина. Секое семејство има кој повеќе, кој помалку, обработуваат на еден посовремен начин. Во село има околу 45 трактори, 5 комбини и секака механизација со која современо ги обработуваат овие земјоделски површини. Најголем дел од обработваната површина е под систем за наводнување, па затоа се добива доста висок принос по единица на површина. Селото не поседува некакви стопански објекти. Постоеше една земјоделска задружа Слога, која соседиште беше во Уминдол. Претходно имало овдека задружа која се викала Нов век. Некаде 60 и прва 62 година се фузирале со Победа од Уминдол, од тогаш па се до оној процес на распаѓање на Југославија и промени во општествениот систем и стопанисување добро работеше. Но сега постече повеќе од 10-15 години. Земјата е дадена од концесија на
населението работат, но објектите во село им пропаѓат. Овде имаме една продавница која се распаѓа, едноставно, која нашите ја градеа, значи дедо ми го ја градил во време на колектив 48 година, но стечајецот успеал да ја присвои, бидејќи ја поседувала земјоделска задруга и денеска така пропаѓа, се распаѓа, никој не го интересира за тој објект. Плодната почва на која успева се и дава добар принос поради системот за наводнување, им овозможува екзистенција на луѓето. Така во селото има повеќе регистрирани индивидуални земјоделци, кои, освен што ја обработуваат својата земја, користат и државно земјиште под концесија, дадено на јавен оглас на 15 години, односно на 30, зависно од тоа што се одгледува на таа површина. Еден од нив е и Светислав Ивановски, или како што го знаат сите, Цеко. Еве гледаме комбајн тука пред вашата куќа. Со што се занимавате, што работите? Па со земјоделие, механика и нешто слично. Почна ли жетвата? Па уште не, али ден-два имаше така и со прекин. Ради времето и така. Како течат подготовките за жетва? Па добри се, сега за сега, добри се, понатаму ќе видиме. Го подготвивте ли комбајнот? Има ли многу работа? Комбајнот за работа, знае се, сите знаат кои имат комбајни, тие знаат колку има работа околу нив, дажбини, тие работи е сега. Што излезе, тоа е наше, на крајот. Колку време го имате комбајнот? Колку време жнеете со него? Па некаде од 2002. Од 2002, сега е 14-та, значи 13-та година откако ја има. И како е жетвата? Значи, дали е секоја година има ли родна ли е, како е? Па сега зависи, до газда зависи. Кој колку фрлал на нива, ѓубре, натам, намо. Се зависи и до нива и до земјоделецот. Кој како е припремил, така и ќе жнее. Тешко ли е? За тешко поголема мака нема од земјоделие и од граѓевина. Тоа се знае. Напорно многу. За напор нема поголем напор. Најголема врутина е, знае се кога, во жетва. Најголеми дажбини во жетва. Ние сме есенски газди. Ви помага ли некој? Па има тука. Семејство мое, уклучено и семејството мое. Имам и од страна земано. Имам тука луѓе што помагаат околу комбајна, околу делови таму, пријатели, ова, она и се тоа удружено, малку и удружено излегува. За време на нашата посета, овој вреден земјоделец беше повикан да оди на жетва, но беше љубезен и одели време да ни покаже и дел од она со што тој се занимава. Па разговорот со него го продолживме во лозјето, кој со својот брат грижливо го обработува. Брат ми и моје некаде околу 3 декари, така некако. Пошто 5 се мои, 5 се негови и сега за сега прскано е, од Сабале е прскано, мислам дека е добро сега за сега, па ќе видиме. Што се работи во овој период овде? Во овој период, па знае се што се работи. Се фрезира, прска се и така. Дали има добар род? Сега за сега има, ова му е
денеске што е прскано, 4-ти пат е прскано. По 4-ти пат и мислам дека требало би да е од Господа. Сега од нас е тоа, од Господа. Ќе видиме. Како било порано? Па прошла година катастрофа. Катастрофа. Јас секоја година од еден ред 400 до 500 килограми, така нешто ми даваше. Зависи сега у кои редови, имам и сортно, имам и вранец. Прошла година некаде околу 200 килограми од 5 реда, а сега од 5 реда, како што е, требало ми околу 2,5 тони. Така, што произведувате од грозјето? Па има вранец, има смедеревка, нешто е, од сите сорти помалку. Да, потоа зашто го користите? Па бело, пример, смедеревка за вино, вранец за ракија, поготово за ракија, вранец е за ракија, вино мешавина правиме и така. Дали само за домашна употреба, за себе или и продавате? Па количински, ако излезе количински, околу тони, 2-300 до тони и пол и продадеме. Така да повратиме некои, да, што сме улагале, да извадиме нешто, бар тие средства да ги покриеме. Многу ли се вложува? У лозарство само кој не работи, тој не знае. Инаку многу се вложува, а на крај што испадне, тоа е наше. Значи има некоја добивка? Добивка, крајот ќе каже. Така. А со што друго се занимавате? Инаку вие сте земјоделец, друго што одгледувате, што садите? Па садиме грашок, компири малку, грашок, компири, лук, кромит и житарици, повеќе житарици. Така, работите сега и земја под закуп, државно земјиште, колку, на која површина? Да, имаме некаде околу 7 хектари, имам државно земјиште, имам мое, имам од пријатели земено под закуп и така. Па на тие површини имаме јачмен, пшеница, има ченка има и така, тие се за сејдба и тие се со тоа. Земете ли субвенции? Ви помагали држава? Субвенции, јас сум задоволен за субвенции, али мора да ги измириме прво нашите потреби према држава и тогаш да ни дозволат папирите да ги припремиме, да платиме што треба земјиште и тогаш да тражиме, да бараме. Значи ви помагаат субвенциите, барем да го покриете? Субвенциите помагаат точно изработка од есен до есен. Изработка. А рестото што остане, тоа е плюс. Че вашето занимање е само како земјоделец, значи со друго не работите на друго место? Не, јас сум земјоделец, регистриран као земјоделец и работам само од земјоделски работи. Сега, уз тоа, јас сум као механичар и тамо едно друго. Тоа е плюс и така. Со тоа се припитаваме. Фамилијата, едно дете работи, жена ми не работи, снашка на факултет и јас сум земјоделец и така. Така, значи може да се живее само од земјоделство? 100%. Само храброст. И работа? Работа тврда. Да. Имате ли време за одмор, може? Па за одмор, кога ќе дојде август месец, одиме некаде. Дојран ваму таму, по неколку дена одмараме и ние. Значи Има за се време. За се има време, само кој е само способен да вработи и плюс да вработи некого, пошто јас имам со комбајна натамнамо и имам еден, двајца обавезно кај мене по месец дена работат и тие. И за него има, и за мене има и така. А која е разликата помеѓу селото и градот? На село, сега село и град, ја тука нема никаква разлика, само во село што има поголеми давачки, има поголеми. Инаку ние сме 4 километри од град. Која разлика би имало? Јас у село имам улагања, а имам и добивка, а тој у град дали има улагања, тој нема улагања, а колку има добивка, тој си знае. Јас сум благодарен што сум од село и знам дека у село многу повеќе има отколку у град. Ја од село носам во град.
На обработливото земјиште најмногу се одгледува пченица, јачмен, овес. Од пролетните култури во последните години се повеќе се сади сончоглед поради обезбедениот откуп, но и пченка, компир, пипер, грашок, боранија, лук, кромит, зелка. Речиси пред секоја куќа има оранжерии во кои домаќинките одгледуваат зеленчук за сопствена употреба, но ако остане и за продажба. Еве, кажете ни што произведувате тука во овој пластеник? Патлиџани, паприку, краставци и Колку имате? па не е многу, ете, видите сами. Не е многу за своја употребу. Све по нешто, помалка. Не е за продажбу и така. Значи, секогаш имате свежа храна дома? Да, свежа храна за своја употребу. За продажбу не. Какви се условите овде за земјоделство? Па условите за земјоделство се добри. Според мене имаме водовод, значи наводнување, работа си има, ако сакаш да работиш, може. Што најмногу успева или од се? Па од се. Само кој сака да си работи може. Значи, јас би се определила на ова. Така подобро да работам тука, да се имам од све, значи има неки па искача трошкови, значи кучни да си поклопам за деца, него да идам приватно да работам за 7.000. Свак си знае свое. По мене има, значи услови си има, сега работа само. Да. И знаеш што ќе си јадеш и колку прскано што и тоа е тоа. За разлика од земјоделството, сточарството е гранка која во ова село се повеќе изумира и покрај тоа што има услови за неизин развој. Ако пред 10 години речиси секоја куќа во селото одгледувала крави и живеела или имала додатни приходи од откупот на млеко, денес се останати само неколку домаќинства чија основна екзистенција е сточарството. Вистински селски амбиент низ раззеленетите дрвја се надзира само од некои дворови, додека од другите се чувствува духот на модерното време, кое има своји предности и убавини. Олеснување на животот, но и мани, отуѓување, заборавање на значајните вредности. Како вистински чувар и заштитник на вредностите од минатото, не само на материјалните, туку и на духовните, е баба Славка. Личност која знае да го цени животот и да ужива во секој миг од времето што сите не гази. Личност која вистински го сака животот на село. Ово е вуна од овци. Наследила сам од секарву и од мајку, тоа е старомодно, која данас веќе изумрела. А трудим се да покажем на ќерке, на унуци, да виде старо време како е било, како смо се облачали, ми од ово смо плели, ткали. Било е, за мушки е било сукно, то су правили панталоне и од то джемпири, ткајане черге, од то е. Меѓу данас ово не зна никој што се ради. Плетете ли и сега? Плетем и сад, еклам, плетем, све могуќе што е ручни радови, знам и сад што раде млади, знам и стари што су радили, пошто то многу волим. Да не изумрeva и занат, да се продужи и далje, пошто више не е интересантно све готово кинеско купено. Ово е наши производи, плетем чарапе, јелеци. И данас користим целу зиму, носимо чарапе ја и мој супруг. Дали држат потопло овие? Да, то е здраво. Да не знају луѓе колку е то здраво за носење.
i za pluća i za sve. Ima neki koji nosi do golu snagu vuneno i leće, pa ta drugo da se ne znoji, to sve upiva i tako. Koliko godina imate? 72, rodena sam 44. Inače živjela sam u Kosovo, sam rodena. U Kosovo smo mnogo radili sve moguće stvari. I orala sam, i kopala, i kosila, i sve što je muški poslovi. I Čepić pravila, bila to jedno divno selo, Batlava se zove. Stoku smo čuvali, ručno je se sve radila, poljoprivreda. Pa, bilo je teško, ali mi smo bili zdrava generacija. I smo jeli sve prirodnu hranu, zdravu. Nismo, sve što su zeljanci, proja, kačamak, skrobovi, mi smo izranjeni ekološki sa prirodnu hranu, sira, kajmak. Među danas deca gledaju samo na sendviči, na brzu hranu, to ne valja i zato je narod sve nezdrav. Da se vratimo na staro vreme kao što smo živele naše babe, majke i da produžimo i dalje. Neka vide mladi kako treba da se radi. Meni dan danas nije teško da radim. Svako slobodno vreme ja sa stručara se bavim. A koliko vremena živite u ovo selo? Koga dođete ovde? 60. godine smo odseleni za Kruševac od Kosovo. Od Kruševac sam došla ovde, od Šumadiju. To je 62. sam ovde došla. To je 50 i koliko će dođe godini, jedna li, dve li. Kako se živeće toga što u ovo selo, koga dojdete tuka? Pa selo je bilo mizerno, ali duhovno bogato. A sad narod je razočaran, trči, juri, žuri, ne zna dokle će koji da stigne. To me zabrinjava i to se uopšte ne znaju ljudi, raduju danas na ovaj život lepi. Ako znaju da uživaju, sebe ako ceniš ima da živiš mnogo, ubav život i dugi život. Imali smo priliku stan da dobijemo Zagreb, Beograd ili Skoplje aerodrom. Pošto je Ljubo radio muž mi u Zagreb geotehnika, ali mene je selo omiljeno. Kako se zapoznate vi sa vašim supruga? A ja sam u Kosovo bila, a on je radio tamo. Ja sam čuvala ovce, pošto majka samo hrana, nas 5 deca je čuvala. I počela sam da se udvaram, hoću da se izbavim, nemam drugu egzistenciju. Da živiš do udaje, majka nije imala ni penziju, ništa, što smo se sami borili da radimo njive. Čuvali smo pčele da imamo med, imali smo mleko, imali smo kajmake, ali da se obučemo nismo imali finansijski, bilo je slabo sve. I posle od Kruševac sam došla ovde. Posle 3 godine izgubimo adrese i dođem ja ovde, udam se za njega. Kad sam došla ovde, ovde je bila jedna mala kućica i oni su naseljavali isto trgovište to vreme. Ama dođe brat i snaja mi kažu, ispratila gi moja majka da dođu, ako ti nije dobro da se vratim, ali sve sam ja to uspela, pregazila, dobra volja i sloga sve sačinjava. I lepo mi je bilo, imali smo slogu u braku, on je radio po teren sve države koliko je prošlo, plata je bila dobra, ali ja sam se naučila bez finansiju da živim, pa i para nikad mi nije bila interesantna. Zaprete vo svoje to brzanje i poglеднете околу себе.
Може би пријатно ќе ви изненади нешто кое секојдневно го одминувате, без да го забележите. Pišem poeziju. Imam s organizaciju Nada Mihajlova izdadeno 3 knjige. Međutim sam se otkazala radi unuci, pošto su nezaposleni, da ne bi sad ja gradila svoju karijeru, čuvam praunuci. Unuki idu na posao i mesim leba i spremam jedenje i hranim deca i igram se s njima loptu i pevam i sve živo, kao dete se osjećam. Ja život ga svoj cenim kao i dan danas da sam se rodila i uživam. I kad sam sama uživam sa prirodu. Gledaj, vetar duva, a grane se grle i one se miluju. Samo treba malo više da se pogleda. Kako si one grle, dune vetar, da gi spoji i granju sa zgranju. Ali to deca sad pored kompjuter mnogo gube. Ništa ne dobivaju. Što je ona porano što je bilo mnogo poubavo? Sve je bilo poubavo. Bilo je siromašno, duhovno je bilo bogato. Imali smo i sabor, i igranke, i prela koji smo preli, uveče smo se zbirali devojke, žene, predemo, ručan rad, to je bilo uživanje. Znači mnogo poveće druženje. Mnogo poviše druženje i lepši život je bio i volim da imam malu kuću, da imam malu zavesu. Mene me to vuče. Ja sam prošla dosta i velikih gradova, ali selo mi je u dušu. Rodena sam u selo, pokraj reke, pokraj šumice, pejsaž. Ustanem od krevet, gledaš šumu. Kako je to bilo divno. Reka kad teče, žubori, kao da ni govori, samo treba više da se sasluša. Znam дека вие много од вашите песни ги знаете и на памет. Ќе ни кажете ли некој од нив за село? Pa sve što sam napisala, sve meni to ostalo. Ne treba da gi čitam. Kad mi dođe inspiracija, pogledam planinu, kažem, oj planino, da li bih htela da mi dođeš pokraj sela, da raširiš ruke tvoje, da zagrliš selo moje. Odavno te selo čeka da ti dođeš iz daleka, da ti kaže tebe hvala, za selo si mnogo dala. Da nije bilo tvoje telo, ne bi bilo ni moje selo. Sve od praga pa do krova, od planine kuća nova. Radujem se na planinu kad god zamislim lepotu, ja se duhovno osjećam bogata. A isto volim ptičice, veverice, u šumu je ptica zalutala, pticu srete veverica mala. Kad ugleda veverica pticu, osmeh joj se pojavi na licu. S obe noge na mesto je stala, radosna je pticu dočekala. Ajde ptico da se zagrlimo i zajedno život da živimo. Ja ću pevat, ja ću skakat kao veverica, a ti pevaj kao svaka ptica. Hvala tebe veverice mala, što si mene u zagrlje zvala. Pevala bi i noću i danju, ja sam decu ostavila samu. Ja sam decu ostavila samu u planinu na visoku granu, ko će njima da donese hranu. Unuci ostavila sam za praunuci, za svakoga po jednu knjigu, da se sećaju kako treba da se živi, da voliš sebe, da voliš društvo. Ne sam sve da voliš što je zavolenje. I životinju, i kuće, i mače. I čuvala sam i krave ovde kad sam došla. Ja sam čuvala krave, teram po utrinu, uživam kad pasu. I torbu na rame, i ponesem vunu, i tamo češljam, i pletem, i uživam. A mislim, evo imam 10 praunuka, 5 unuka. Svi su ženeti, još jedan nije. A ako Bog da, ja živim u nadu, čukun unuci da dočekam ovako, da gi čuvam i da se igram sa njima. Tako treba.
Radujte se na život, jer život je jedan, nema dva. Jedan ako propuštimo, a čovjek sve treba da radi ono što voli. Ako ne voliš, ne možeš da radiš. Радувайте му се на животот, бидејќи животот е еден. А нашата приказна за селото Љубодрак е во 2 дела. Во вториот ќе ви откриеме нешто повеќе.